Директорот на Општа болница Куманово Сашо Стошевски и представници на општествено одговорни компании, членови на Ротари клуб, денеска официјално ја пуштија во употреба дневната болница во детското оделение. Севкупното реновирање на просториите и опремување со потребната медицинска апаратура за педијатрија е донација од Ротари клуб Куманово со поддршка на Ротара клуб и Инервил клуб од Куманово. Ова е донација од Ротари клуб Куманово плюс некои општествено одговорни физички лица и предпријатија помогнаа да се ова се заврши. Има огромно значење за болницата затоа што го делиме стационарот на детското оделение со дневната болница. Тоа е од особено значење за организација на работата и пред се за нашите најмлади. Соработката со Ротари клуб Куманово, значи не е започната со мене, таа е започната со претходни директори и благодарам за се што направија до сега. Се радевам дека ќе продолжиме со соработка и сега. И понатаму и по моје заминување, нели нашите функции се менливи и минливи, ќе продолжи соработката. Заслужно исто така за ова се да се сработи кој што треба и началникот на детското оделение Маргица, со нејзиниот тим, со нејзината волја, упорност и желба да се тоа се сработи. Во моментот се прават планови за 2026, потреби на секој оделение. До крајот на месецот ќе ги собереме од сите оделенија плановите, понатаму одиме на преговарање со фондот и се надеваме дека ќе обезбедиме доволно медицинска опрема и медицински апарати за секој оделение. Самата донација се состои од целокупниот реновиран простор за дневната болница, комплет со опрема, со аспиратори, со топломери, со уште некои апарати потребни за педијатрија. Значи, убава донација. Благодарни сме за тоа. Ние обслужуваме отприлика околу 200.000 пациенти вкупно. Нашето детско оделение е комплетно опремено со простор, со стручен кадар, ни фали малку среден медицински персонал, тоа мора да го признаеме и помошно технички, но се надеваме дека во 2026 ќе се надополниме. Екипава што ја има во Општа болница Куманово, предводена од доктор Маргица, е прекрасна екипа и може да одговори комотно на сите работи што треба во врска со дечињата. Најпрвен сакам да се заблагодарам на председателот и на членовите на Ротари клуб Куманово за овој покажан хуман гест и за љубовта и грижата кон дечињата. Значи, соработката со Ротари клуб Куманово потекнува 2024 година и акцијата се состоеше во два дела. Во првиот дел имавме набавка на медицинска опрема и тоа аспиратори, од кои што значи некои со години, значи може без ите на години уназад не беа сменети, нов ЕКГ, дигитален апарат, аспиратори, инхалатори, топломери, ваги, значи се за подобрување на квалитетот на дечињата кои што престојуваат и кои што се лекуваат на детското оделение. Вториот дел од донацијата беше за реновирање на проширениот амбулантен дел на детското оделение, поранешни киретажи, со кои што добивме две нови амбуланти, опремени комплетно со нов инвентар и со нова потребна значи опрема за нормално вршење на прегледите, како и со нова дневна болница. Тоа може да го видите понатака на снимката. Сакам да изразам значи огромна благодарност до директорот за една морална и дел од финансиска поддршка која што ја пружи на детското оделение, како и на останатите општествено одговорни компании пред се од нашиот град, кои што позитивно одговорија значи на нашата потреба за опремување на детското оделение и ни искочија значи во пресред за подобрување како на условите на дечињата, ама така и на медицинскиот персонал кој што работи на оделението. Се надевам дека во иднина значи ќе имаме уште вакви акции, се со цел за едно подобра, значи како да кажам, поквалитетна здравствена заштита и унапредување на здравствена заштита на најмалите пациентчиња. Преку нашите проекти ние не само што решаваме непосредни проблеми, туку инвестираме во подобра иднина. Затоа секогаш сме посветени на принципот да создадеме подобра заедница еден по еден проект, истакна Фросина Ефремовска, председател на Ротари клуб Куманово. Навистина ми е голема чест и задоволство што сум денеска дел од оваа активност. Само сакам да кажам дека ротаријанството не е само клуб, тоа е начин на живот каде што своите вредности и службата ја ставаме над сопствените интереси. Ова е проект во кој сите се вложивме,
Многу ни значи што направивме трајни промени во заедницата како Ротари клуб и понатаму ќе работиме на вакви слични проекти и ќе се стремиме локалната заедница да го препознае тоа и да се вклучат сите хумани луѓе и да направат навистина трајни промени. Да изразам моја огромно задоволство што бев председател на Ротари клубот Куманово во моментот кога што Ротари клубот ја препозна потребата на заедницата да се вклучиме во една акција за донирање на средства кои ќе овозможат подобро лекување и подобро згрижување на нашата иднина, на нашите нови генерации, пред се на најмалите дечиња, бидејќи очигледна беше потребата во болницата. Сакам да изразам и голема благодарност на целокупната бизнис заедница која масовно се вклучи во донирање на средствата преку Ротари клубот Куманово и на сите граѓани, бидејќи имавме отворено линии за донирање. Сетата акција навистина беше прифатена со огромно задоволство од голем број на граѓани, беше прифатена и беше препознаена потребата заедницата, оној кој може да помогне да се вклучи во давање на дел од своите средства кои ги има во добротворни цели. Знаеме дека една од болниците овдека во комплексот на болница е направена со донација од некој хуман човек кој во тој период, Никола Спасич, кој во тој период дошол во Куманово, па иако не е од овдека направил болница, сите ние треба да се вклучиме во донирање на ова. Во рамките на проектот дониравме ова што веќе го кажа и директорот и останатите, но дониравме еден многу добар апарат за оториноларингологија, каде што сега се користи, веќе од моментот се користи и сметам дека и тука вложиме доста за подобрување на квалитетот на услугите кои ги прима болницата. Ќе продолжиме, се надевам, со нашите акции во рамките на здравството, каде што најмногу се вклучува ротаријанската заедница. Апликацијата MindMap на тимот од Средното училиште Перо Наков и идејата Купувај локално на кумановските гимназијалци се селектирани меѓу најдобрите 20 бизнис идеи во Македонија во рамки на надпреварот Средношколец милионер, еден од најголемите надпревари во Македонија за млади иноватори со награден фонд од 1 милион денари. Апликацијата MindMap, која нуди безбедна заедница за поддршка меѓу врсници, како и пристап до едукативни видеа и совети од професионални психолози, е изработена од Ивона Липковска, Маја Стојмановска, Сара Младеновска, Ивана Ангеловска, Ања Тасковска и Мија Лазаревска, ученички во Перо Наков. Оваа апликација е 9-та на ранг листата за најдобри бизнис идеи во Македонија. Учениците сега продолжуваат со следната фаза од надпреварот. Ке посетуваат специјализирани предавања и менторски сесии за да ја усовршат својата идеја и да се подготват за следниот чекор пред инвеститори. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме настаните. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 55 годишен кумановец поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело фалсификување исправа. Пријавениот, вработен во јавно предпријатие во Куманово од 2016 година со договор на дело, во текот на 2022 година набавил фалсификувана диплома од Средно стручно училиште во Тетово, која ја употребил при аплицирање на отворен јавен оглас, за што склучил договор за вработување на неопределено време. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера вечер околу 23 часот било пријавено дека на градската депонија Краста настанал пожар во товарно моторно возило Ивеко, сопственост на јавно предпријатие. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, повредени лица нема, информираа надлежните. По 3-неделна студиска посета на болницата Такацуки во Јапонија, доктор Александра Христова, неонатолог, преку презентација им ги пренесе своите искуства и научените практики на лекарите и сестрите во Кумановската болница. Посетата е дел од меѓународната програма за подобрување на мајчиното и неонаталното здравје. Во периодот 16 септември 2025 до 28 октомври бев дел од програмата за креирање на знаење за подобрување на мајчинско и неонатално здравје. Самата обука се одржа во Такацуки, тоа е префектура во Осака, и во Такацуки болницата. Преку Министерство за здравство, односно преку Министерство одделот за европски прашања при Министерство за здравство,
беше дадена понуда за ваков тип на обука. Јас аплицирах за оваа обука и единствено мојата апликација беше прифатена. Македонија е во добра позиција, значи на добро место во однос на справување со грижата, здравствената грижа кон мајките и кон новороденчињата. Имаме многу ниска стапка на новороденечка смртност, имаме многу ниска стапка за на материнална смртност. Така да во принцип треба да останеме во таа линија, односно треба да, ако Јапонија е со многу ниска стапка на смртност 40 години, а ние сме од пред 3-4 години, значи треба да го држиме да знаеме како да го држиме тој тренд на ниска стапка на смртност кај новороденчиња и кај манки, а тоа подразбира со постојана едукација на лекари, со постојана едукација на медицински сестри и акушерки, со постојано опремување, со постојано реновирање, со воведување на нови протоколи за работа, односно со следење на европските и светските трендови. Подобри сме во ратата за вакцинација со ХПВ вакцина. Кај нас е поголема, 43,4%, во Јапонија 38% и самата ХПВ вакцинација кај нас е отпочната во 2009 година, а во Јапонија е 2022. Така да и се уште тие вакцинираат само женски дечиња, а кај нас од минатата година се отпочна вакцинација и кај машки деца. Ние исто така имаме многу висока стапка на преживување како и Јапонија. Но нешто што немаме воведено, односно имплементирано, тоа е неонаталната, тоа е програмата за новороденечка развојна грижа, која што треба да се имплементира во интензивните неги во нашите родилишта. И оттаму да почне да се воведе семејството во интензивните неги, да се воведе мајката, да се воведе таткото во единицата за раст на самите новороденчиња и понатаму третманот и согледувањето на развојот на тоа новородено да продолжи во домашни услови. Значи тоа е нешто што, односно NIDCAP на англиски е скратеница, е нешто што треба да се воведе во нашата држава. Потребна е кадровска екипираност, потребно е сертифицирање на персонал за NIDCAP, односно треба да имаме прво тренер кој што ќе ги обучува медицинските акушерки кои што работат во родилиштата, односно во интензивните неги во самите родилишта. Недостатокот на специјалисти анестезиолози не постои само во нашата држава, постои во Јапонија. Со таа разлика што во Јапонија се како проблемот со недостаток на анестезиолози го решили на таков начин што одреден број на колеги гинеколози акушери биле подвргнати на обука за давање на спинална анестезија. И таму лекарот кој што колегата гинеколог акушер кој што е околу 60 на години на возраст, кога го запрашав кој гинеколог ја дава анестезијата, кој ја врши интервенцијата, тој одговори дека тој самиот, кој инаку е обучен за давање на спинална анестезија, му ја дава спиналната анестезија на пациентката и потоа застанува на местото на оператор и се ја врши гинеколошката, односно акушерската интервенција. Тие сакаат да работат. Значи сакаат да не постои недостаток во ништо. Значи да не се чувствува дека пациентот е незгрижен и дека треба да се препраќа пациентот во некоја друга установа. Се е покриено до 18 годишна возраст, сите услуги здравствени се бесплатни, без партиципација. И породувањето е бесплатно и уште нешто што би сакала да кажам како една идеја за зголемување на ратата на раѓање во нашата држава. Во Јапонија е имплементиран еднократен надоместок од околу 500.000 јени, тоа се 178.000 денари за раѓање на бебе, на мајката. Така да како идеја мислам дека не би било лошо да се воведе во нашата држава.
Општина Старо Нагоричане ги повикува жените да ја искористат можноста за бесплатен гинеколошки преглед во мобилната гинеколошка амбуланта која од утре започнува со работа. Прегледите се наменети за жените од сите населени места во општината со цел на времена превенција од рак на грлото на матката. Работата на мобилната гинеколошка амбуланта е овозможена со поддршка на Министерството за здравство, Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари, Црвениот крст на Македонија и Македонското лекарско друштво.